Каква голема радост сум тука заедно со вас. Во оваа заедница, денеска да го прославиме денот над сите денови. Да го прославиме денот на Христовото воскресение. Денот на кој што јасно е објавено дека смртта не можеше да го задржи во гроб. Ова е денот со кој што почнува новото создание. Во овој ден Христос потврди еднаш и за секогаш дека не постои друг човек, дека не постои друга можност, дека не постои друг пат, дека не постои каков било друг начин да се дојде до Бога, освен да се приклучиме заедно сите со нашите телесни состојби, во дух, душа и тело, со богочовечката состојба на Христос и заедно вклопени во Него, така да кажам, заштитени и скриени во Него, да можеме за вечноста да влеземе во заедништво со Бог, затоа што ако Тој воскресна, а ние сме во Него скриени, и ние сме со Него воскреснати. И затоа, денеска, на самиот почеток од оваа богослужба, ќе испееме првата песна, број 135, чиј прв стих кажува вака. Воскресна Исус Христос, жив е за секогаш. Се вознесе на небо над сите Господар, победител над адот, тој тогаш стана сам, за спасител да биде на верните своји. Амин.
се вознесе на небо над сите Господар заради овој ден, денот во кој што Христос воскресна. Затоа ќе ве замолам сите кои можеме да застанеме сега на нашите нозе и да му искажеме слава и фала на Бог Таткото, што го воскресна Христос во силата на Светиот Дух, на денот кој низ историјата на црквата го нарекуваме Велик ден, токму заради Христовото воскресение. Небесен Татко, ти благодариме што денеска, на овој ден, на кој што секоја еднаш во неделата се сеќаваме на Твоето воскресение, денеска можеме специфично да кажеме Христос воскресна. Ти благодариме што ни ја даваш таа надеж и во неја можеме да останеме без разлика какви се околностите околу нас или во овој свет. И затоа јас сега, во ова што го исповедаме заедно со овие драги браќа и сестри во оваа заедница, имаме храброст да ти пристапиме, бидејќи ти си не повикал, да ти пристапиме и да бараме од тебе присуство и благодат. Дај ни од таа благодат во ова воскресение. Дај ни од Светиот Дух, кој Христос ни го даде воскреснат и ни каже дека со Него, во Неговото учење и поука, ќе можеме да продолжиме тука на оваа земја да ти служиме. А ти нас, Господе, помогни ни така и да продолжиме. Додека сме живи, додека од Тебе имаме здив во нашите тела, те молиме, Господе, да можеме постојано да те славиме Тебе и на Тебе да ти искажуваме секоја чест, а од Тебе да примаме секаква благодат и милост. Те молиме на овој ден, на денот кога ништо не може да задржи што не е живот. Смртта е мртва, а животот е жив во Тебе. И ние сме живи во Тебе. Амин. Повелете, седнете. Сега ми представува исто така голема радост, големо задоволство да можам да ви најавам дека ќе имаме една хорска песна со наслов Стариот и груп Крст, а веднаш потоа ќе имаме и мюзикл со наслов Варава. Така што да ги подготвиме нашите срца, очи, уши, духовни, да можеме да примиме од она се што Бог преку овие наши драги браќи и сестри денеска ни го приготвил. Повелете.
четирите краишта на земјата. Во Палестина, како и многу други народи кои станаа слуги на Цезарот, беа угнетувани и Јерусалим беше центар на многу тајни активности. Еден од водачите на тие побуни против Рим беше еден човек по име Варава. Низ вековите неговиот лик честопати бил погрешно разбран и потценуван. Би сакала да ја слушнете оваа историја, бидејќи неговата историја е и негова лична исповед. Soravos
кој требаше да го ослободи од тешкото робство. Во мојата слепа ревност да допринесам за овој ветен спасител. Јас станав крадец, разбойник и дури бев учесник во убиството на еден римски војник. За сите тие злосторства бев осуден на смрт. Јас бев во затворот кога слушнав за еден кој се представуваше за Месија. Една вечер, кога исполнувањето на мојата пресуда се приближуваше, овој Исус заедно со неговите ученици поделеше левот на паската во една горна соба. Испеја химна заедно и отидоа во градината да се молат. Исус ги седе со себе Петар, Јаков и Јован и им рече: душата ми е смртно нажалена. Останете тука и бидете будни. И штом се оддалечи малку, падна на земјата и се молеше. Учениците заспа, светот сонува, но љубовта не спие. Предавството се приближуваше. Исус беше фатен. Тогаш Јуда, еден од неговите ученици, дојде до него со група луѓе и му рече: Учителе, и го вакна. Војниците го зема Исус од градината и го доведоа во дворот на Пилот. Од мојата келија јас можев да слушам како нагло викаше: распни го, распни го, распни го. Пилат го праша народот: зошто? Јас не наоѓам никаква вина на овој човек. Но сепак тој го предаде на стражата. Тие го одведоа, го плукаа, го удираа и му исплетоа трнов венец. Не можам да се присетам на сите луѓе до кои Исус се допре. Слепите ги направи да гледаат и глувите да слушаат. А сите други се нарекува негови ученици. Но сега, каде беа неговите пријатели? Зошто немаше нито еден да зборува во негова одбрана? И тогаш разбрав, Исус беше оставен сам. Римските војници ме земаа од мојата келија. Се уште несвесен за се што се случуваше. Застанав на балконот пред Пилат. Овој немилосрден човек ме погледна со омраза која приеше во неговите очи. Тој ја
Иако не можем да разберем што тие зборува, но моето срце осети дека тоа ми беше мојата најголема шанса. Пилат го прими тоа мирно и тогаш го праша народот. А што да правам со Исус, наречен Христос? А толпата народ одговори: да биде распнат, да биде распнат, да биде распнат. А зошто? Што зло направил? Народот пак одговори: да биде распнат, да биде распнат, да биде распнат. Пилат никогаш не го зеде камшикот со кој го удира Исус. Римски војник го направи тоа. Ниту Пилат го исплете трновиот венец, ниту го облече во багреница. Неговата стража го направи тоа. Пилат не го прободе Исус со копието и не дигна рака да му ги закува вжарените клинци во неговите раце. Други војници го направија тоа. Но истиот пекол што ги прими Христовите мачители, го прими и Пилат. Целата вечност ќе се дигне да ја изобличи неговата изјава и да потврди дека од сите решенија што ги дало човештвото, ова беше најлошото. Јас стоев на врвот долу и гледав како војниците го побија Исус во грубиот и рапав крст. Тој беше поставен помеѓу двајца разбойници и сите наоколу му се подсмева. Тој, кој имаше моќ да се спаси и ги уништи своите врагови и избра да умре со смрт на крст. Кога стоев во подножјето на крстот, се запрашав: како би можел овој човек на умирање да биде мој Месија? Се почувствував потиштен, се додека не се присетив на зборовите на Хронокот. Презрен беше и отврлен од луѓето, изнаранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него и тогаш разбрав дека тој е мојот спасител. Исус имаше само 33 години кога ја наведна главата и издигна. Се сврши. Римскиот стотник кој стоеше до мене рече: навистина овој е Син Божи. Додека Исус Христос беше на крстот помеѓу двајцата разбойници, додека небото беше црно и сонцето скриено од погледот, додека толпата народ стоеше и гледаше како Спасителот страда и умира, завесата на храмот која ги разделуваше луѓето од пресветото место почна да се движи. И одеднаш, како со самата рака на Бога, се раздели на два дела, од горе до долу. Бог ја откри тајната. После оваа чудо, човекот не требаше повеќе да се сомнева во своето спасение, кое е добиено за сите луѓе преку Исус, тогаш и за секогаш. Исус немаше собствен гроб. Затоа еден од неговите следбеници, Јосиф од Ариматеја, го симна неговото тело од крстот и внимателно го положи во својата гробница која беше затворена и чувана од римски војници. Во деновите после смртта на Исус,
бев отчаен и обезхрабрен. Конечно, јас го најдов мојот Месија. Тој ми беше одземен, се чувствував осам. Моето срце беше променето. И како сега може да се вратам по стариот живот? Но од друга страна, како би можем да му служиме на еден мртов спасител? Лутав безцелно низ улиците на Ерусалим и барав одговор. И тогаш јас слушна веста која стави крај на мојот очај и ми го подари новоодгоениот живот во моето срце. Исус Христос воскресна од мртвите. Неговиот гроб беше празен. Некои од неговите ученици го видува со своите собствени очи. Пообразав да им се придружам, бидејќи горев од желба да му служам на живиот Христос. Никогаш не можам да го изразам мојот осам, кој го потсете моето срце во денот, кога јас го видов Исус. Јавниците верници на кои им се јави Исус. Вестот за неговото воскресение се распространуваше и тоа беше раѓањето на првата црква. Алелуја! Исус Христос воскресна. На вистина воскресна. Исус Христос воскресна. На вистина воскресна. Со сето ова што овие мигови можевме ние да го погледнеме, да го слушнеме и се надевам да го разбереме. Дојдовме малку поблиску до состојбата во која што веројатно секој од нас во даден момент бил и се чувствувал да осознае меѓу мигот кога не знаел во своето срце, во својот ум, во својата душа, во своето тело кој е Исус Христос. И мигот кога разбрал дека тој е не само мртвиот, туку и воскреснатиот Господ и Месија. Варава тоа го разбра. Го разбра и свати на еден многу конкретен начин што Бог во Исус Христос направил за него разбойник. Но ова, ако за Варава, тоа е толку јасно. Тоа треба да биде јасно и за секој од нас, бидејќи никој од нас не може до Бога да стигне сам, со своји заслуги, туку само преку ова воскресение на Исус Христос и сето тоа што со себе носи. А јас пак сакав денеска да размислуваме токму за овој ден на Христовото воскресение и да го видам како што на овој мюзикл беше видено првенствено преку призмата на Варава, да го видам барем за почеток преку призмата на жените, кои се првите сведоци за Христовото воскресение. Но не само тоа. Она што јас верувам дека е многу важно е да се сетиме дека жените беа први на гробот. Но уште поважно беше да разбереме дека жените беа последни под крстот. Последните под крстот и први
на гробот. Баш женскиот род ни го покажува примерот на посветеност, на вера, на љубов и исто така на желба да се учествува во она што Бог го објавил преку Исус Христос. Во Евангелието според Јован ние го имаме записот за тоа како ова се одвивало. А во првиот ден од седмицата Марија Магдалена дојде рано на гробот, додека уште беше темно и виде дека каменот беше тргнат. Првиот ден од седмицата. Всушност, ова е денот на кој што ние денеска го одбележуваме Христовото воскресение. Така го броеле евреите. Во Матеј 28 глава, првиот стих, зборува за првиот ден по саботата. Но Јован зборува за еден ден од саботата. Зошто е ова мала, но суштинска и важна разлика? Затоа што укажува на тајна. Бидејќи овој ден не е каков било ден. Овој ден е почетокот на новото создание. Ова е еднакво на она што Бог ќе го каже во почетокот. Бог ги создаде небото и земјата и почна да создава се со својот збор. Кога ќе го испратиш својот дух, вели псалмистот во Псалмот 103, 30 стих, душите, луѓето се создаваат и го обновуваш лицето на земјата. Зашто ниту обрежувањето, ќе каже Павле, нешто значи, ниту необрежувањето значи нешто, туку, и Павле ќе каже, новото создание. За ова ново создание во првиот ден од седмицата, за кој што посведочи Марија Магдалена и другите жени први пред гробот, денеска јас сакам да зборувам. Бидејќи овој ден е ден без, има почеток, тоа е почетокот на Христовото воскресение, но нема крај, бидејќи ова е почеток на вечноста. Ова е еден ден без ног, зашто сонцето што го осветлува никогаш нема да зајде, бидејќи Христос самиот е сонцето. Затоа што во Откровението 21 глава 23 стих ни е кажано: и градот нема потреба од сонце или месечина, зашто славата Божја го осветлува. Во Захарија 14 глава 7 стих се вели: ќе има еден ден, а и навечер ќе има светлина. Сето ова не само што го најавува, туку сето ова Христос го остварува. Ова е врвот на пораката на неговата добра вест, на Евангелијата и на севкупната Библија, особено новозаветните книги. Овој чин ја крунисува Божјата намера, а со тоа и на целиот создаден свет, да му понуди на човештвото обнова. Знаете, смртта не следи од самото раѓање. Кога сме смртни, мигот кога сме родени, почнуваме, така да кажам, да умираме, да старееме. И од тогаш нема ниту еден човек од падот во гревот што му одолеал на гревот и што и одолеал на смртта. Освен тој еден единствен син Исус Христос, Божи, но исто така роден од жена, од Марија. И воскресението ја објавува оваа неотповиклива победа. Поразот на смртта е неотповиклив. Не може повторно да не зграпчи и да не врати во своите канџи. А првиот чекор кон таа победа над смртта е Христовата смрт. Поточно, Христос со својата смрт ја порази смртта. Тој се положи себе си како невина жртва. И со тоа што се положи како невина жртва, тој на смртта и ја одзеде сета власт над грешното и смртно човештво. Се што човештвото треба да направи е да одговори на оваа порака и да ја прифати неговата жртва и да го прифати неговото учење. Бидејќи на крстот Исус Христос ги истрада сите наши гревови. Какви да се моите гревови? Какви да се вашите гревови? Какви да се нашите гревови? Какви да се тие? Христос доеден ги истрада на крстот. И на тој начин не спаси. Со тоа што го прекина кругот на насилството. Бидејќи сето насилство што беше извршено над него, тој го прими со зборовите:
Оче, прости им, оти не знаат што прават. На тој крст, заедно со смртта, не умре само смртта, туку умре и секое насилство. А ако живееме во свет без насилство, тогаш не треба да биде, нема да ќе живееме и во свет без никаков страв. И затоа ние како верници во Христос треба да живееме над смртта и над насилството, преку вера. И на тој начин да споделуваме во неговиот воскреснат живот. Ни беше спомнато тука за време на мюзиклот дека Христос беше погубен на крст на негови 33 години. Точно така, мерени од мигот на неговото човечко раѓање 33 години се. Меѓутоа Христос, Божиот син, не само што нема години, туку тој е вечен, бесконечен. Така што на тој крст не висеше само човекот од 33 години, Исус Христос. Туку на тој крст висеше вечниот, од секогаш за секогаш, семоќен, секаде присутен збор и син Божи. И смртта мислеше дека има нешто зграпчено. Ѓаволот мислеше дека нешто во себе има за конечно да го нарече победа над Создателот. Но се што успеа да види смртта и да ја види собствената смрт. И се што успеа ѓаволот да постигне и да го доживее собствениот пораз. Со своето воскресение Христос ја одзема моќта на смртта, целосно ја поништи. Но Марија тоа се уште не го знае. Марија се уште стои, ние тука ја знаеме приказната, имаме предност пред Марија, така да се изразам. Но Марија тоа се уште не го знае. Стои пред празен гроб. Какви ли се тие размисли сега во неа, во жената за која што Исус значел не само поука, туку во вистинска смисла на зборот враќање во живот. Стои Марија надвор пред гробот и плаче, затоа што се наведнува, гледа во тој отворен гроб и гледа дека гробот е празен. Нема никој во него. Можеме само да се замислиме агонијата со која што Марија Магдалена во овој момент и другите жени заедно со неа се соочуваат. Ова е според нив во тој момент пораз врз пораз. Болка врз болка. Рана врз рана. Каде е? Овој плач произлегува од плачот на незината љубов. Природно е љубовта да посакува присуство. Дури и ако не можеме реално да бидеме со саканите, сакаме барем да можеме да мислиме на нив. Сакаме да можеме да се поистоветиме со нив. А сега во овој момент Марија вика, го нема ни неговото тело. Го нема во овој гроб каде што се надевав дека ќе доаѓам и ќе можев да ја на некој начин споделам мојата љубов и да ја смалам мојата болка. Знаете ли што прави Марија? Марија го остварува стихот на Матеј 6 глава 21 стих. Што вели таму Исус? Каде е твоето богатство, таму ќе биде и твоето срце. Многу често погрешно го цитираме овој стих и викаме каде ти е срцето, таму ти е богатството. Не. Каде ти е богатството, таму ти е срцето. Ова што Марија го прави сега е собира се што има како жена. И доаѓа пред гробот затоа што таму е незиното богатство, токму затоа таму е незиното срце, таму е незината љубов. И откако тоа го вели, таа се врти назад и го гледа Исус, но се уште не е јасно дека тоа е Исус. Таа се уште плаче. Исус се врти на кај неа и вели, жено, зошто плачеш? Кого го бараш? А таа, мислејќи дека е градинанот, му рече, Господине, ако вие сте го земале неговото тело, кажете ми, каде сте го положили? Каква љубов? Јас ке го земам.
Каде ти е богатството? Таму ќе ти биде срцето. Каде го бараме Христос денеска? На кои места? Требаме заедно со Марија да го побараме пред неговиот гроб и потоа да бидеме прекрасно изненадени дека тој ќе ни праша: а зошто плачеш? Жено, зошто плачеш? Вика, го зедоа мојот Господ од гробот и не знам каде го положиле. Со ова таа покажува чудесна храброст, затоа што во незината љубов таа не се плаши ни од смртта. Бидејќи во 1 Коринтијаните 13:7 ни е кажано: љубовта на се надева. Истовремено, учениците не се воопшто подготвени за неговото воскресение. 3 години слушаат за тоа. 3 години Христос објаснува параболи за нив уште подетално и тие се уште се изненадени и вознемирени. Самото познавање на фактите не ја отстранува нивната тага. Го немало телото. Каде е тоа тело? Доаѓа тоа тотално непрепознавање од нивните очекувања за Месијата. Тие не можат да ја помират надежта за избавување со раснување. Надежта за избавување, Месијата кој ќе ги избави, не можат да ги поврзат со неговото раснување. А препознавањето доаѓа преку љубов. Препознавањето доаѓа преку примерот на Марија и на другите жени. Тие ќе се ослободат од секоја друга представа и веројатно и требало и морало да бидат жени. Особено во тој свет на мажи, така да кажам. Само жените можеле да имаат и во суштина таа љубов, на тој начин насочена, и таа храброст да си помислат дека нештата можат да излезат од системот на контрола во кој што мажите често толку многу уживаат. И сакаат да зграпчат се во своите раце и да контролираат. Жените го покажуваат патот на тоа како можеме да се надеваме наспроти секоја друга надеж. Жените покажуваат дека тие можат да размислат и да замислат дека има нешто надвор од ова Месија кој избавува, може да биде еднаков на Месија кој е распнат. И токму затоа, откако сето тоа се случува и кога Христос им се појавува и на учениците, а и на оние двајца што одат за Емаус, што се случува во срцата на овие луѓе што го слушаат? Тогаш срцата им горат и тогаш им се отвараат очите. А ние сега да се вратиме кај Марија. И Марија се врти на кај Исус и му рече на арамејски: Рабуни, го препозна. Учителе, зарем навистина тоа си ти? Во тој миг сета нејзина надеж и сета нејзина љубов се остварени. И Исус ја гледа и кажува: Марија, не допирај ме, зашто уште не сум се вознел кај мојот татко. Оди кај моите браќа и кажи им: јас се вознесувам кај мојот татко и вашиот татко, кај мојот Бог и вашиот Бог. Според големиот теолог од 5 век Августин, кога Исус вика мојот татко, тоа се однесува на неговата божествена природа. И кога вика вашиот татко, тоа се однесува на Божјата благодат, преку која ние сме посвоени за негови деца. Како што во Галатите не е накажано во 4:4, Бог го испрати својот син за да примиме посвојување, да бидеме посвоени во неговиот живот и неговото семејство. Кога Исус, кога велиме Христос воскресна, на вистина воскресна, тоа не обврзува да учествуваме во оваа победа, да бидеме мртви за гревот, да го прекинеме кругот на насилството и да воскреснеме за живот и да бидеме живи за животот, затоа што тоа е воскресението. Воскресението е надеж против секоја надеж. Исус истата вечер застанува меѓу учениците и им вели: мир вам, примете Свети Дух. Со ова се нагласува дека воскресението не е мит. Напротив, дури и недела дена подоцна, така наречениот неверен Тома ќе може своите прсти да ги стави во тело, во крв и месо на Исус Христос. Ова се става во еден конкретен историски контекст. Историски личности, дали е тоа царот Август, дали е тоа Тибери, дали е тоа Пилат и така натаму. Распнувањето се случува некаде околу таа 30-та година. Имаме војници, имаме жени, имаме ученици. Празниот гроб не е, никој не го оспорува.
Дури и кога е кажано гробот го нема, никој не вели ќе отидеме да го најдеме каде е вистински закопан. Сите велат што ќе правиме. Некои од нив велат ајде да кажеме дека учениците го украдоа телото. Не. Ова е вистински историски миг. Исус им се појавува на неговите ученици. Му се појавува на Тома, а Тома кога ќе го види него ќе каже Господ мој и Бог мој. А Исус ќе му каже блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Знаете, ако Христос воскресна, ништо друго не е важно. Ако Исус Христос не воскресна, ништо друго не е важно. Но Христос воскресна. Без воскресение, никој не би се заинтересирал за животот и смртта на Исус Христос. Воскресението не значи живот по смртта, туку живот после животот по смртта. Со други зборови, животот на Лазар беше живот после смртта и он умре. И пак чека воскресение. Но воскресението на Христос е токму тој живот кој е живот на животот после смртта. И тоа е вечен живот во кој што ние можеме денеска да учествуваме. А ова е прашање за мене и ова е прашање за вас, ова е прашање така да го директно посочам и за тебе. За да верувате според Јован дека Исус е Христос и да имате живот во неговото име. Дека постои нешто повеќе во овој живот, нешто однадвор влегло во историјата. Божјото царство започнува сега. Надежта не е само за нас. Оваа надеж е за целиот свет. Бог ќе го направи со тоа, она што го направи со Христос, ќе го направи со целата творба. Она што тоа го направи со неговиот единороден син, ќе го направи со секој од нас кој учествува во животот на тој негов син. Овој ден е пресмрт на историјата. Овој ден смртта е поразена, насилството е запрено и започнува ново создание. Денеска гледаме во светот толку многу противење токму на оваа порака. И ако ги тргнеме нашите очи од препознавањето на нашиот учител Господ Исус Христос, се друго ќе не исплаши. Се друго ќе ни заличи на смрт и се друго ќе не предизвика да земеме меч и да се бориме за нашиот опстанок. Но ако се свртиме кон Христос, ако го препознаеме заедно со љубовта на Марија Магдалена и потоа го препознаеме заедно со неговите ученици чии срца горат и заедно ќе го препознаеме со Тома и ќе кажеме Господ мој, Бог мој, тогаш ништо од ова што се случува околу нас во светот нема да не исплаши. Затоа што знаеме дека смртта еднаш за секогаш е поразена. Ова е смртта која се поразува сама себе си. Дека смртта еднаш за секогаш е поразена. Еве да повториме уште еднаш, два пати да слушнете. Ова беше важен момент. Смртта се поразува самата себе. Животот се оживува сам себе си кога сме заедно во Бога. Нека нашите срца останат на тој начин отворени и нека тргнеме понатаму без никаков застој да се приклучиме на љубовта на Марија Магдалена. И со таа љубов да знаеме каде ни е богатството, воскреснатиот Господ Исус Христос. Таму ќе биде и нашето срце, а тоа значи и целиот наш живот. Ајде нашето богатство да биде Исус Христос. Ајде преку тоа Христос да воскресне, на вистина да воскресне и ние со нашите срца, со нашиот живот да сведочиме секој кој е спремен да погледне, да не види во нашите очи и во нас и тој и таа да го препознае и да каже Рабуни, учителе. Амин. Амин. А сега, после овие зборови кои потикнуваат постојано да размислуваме за Христовото воскресение, ќе имаме уште една хорска песна која наслов соодветно со наслов кој се вика Исус Христос воскресна. Амин.
Alleluia.
Слава, слава Царнаците. Слава, слава, славен Царнаците. Бога славиме, радосно од срце. Биди славено Боже наш, осана на висините. Може простопува моите, се подигнува моите устите, слава на Бога. Моите розе постигнува моите, се подигнува моите устите, слава на Бога. Славам Исуса, јас го славам Исуса, јас го славам Исуса, го славам јас. Моите нозе подскокнува, моите раце подигнува, моите усти пеат слава на Бога. Слава на Бога. Славам Исуса, јас го славам Исуса, јас го славам Исуса, го славам јас. Браво. Браво. Тамо е бежичен, ово е бежичен, тај го не знам. Ајде ли? А то съботата, наставлена, първи седмичен текст. Ангела Мария Магдалена и другата Мария да го видят гробот. Матей 28:1. Амен. Ајде кod нас. И ето стана голем земјотрес, зашто Господов ангел слезе од небото, приступи и го подмести каменот и седна на него. Матеј 28:2. Браво, браво. Стефан? А лицето му беше како луѓе, а неговата одека била како снег. Матеј 28. От страх пред него се жалили да гледа и станала во крилото. Матеј 28:4. Ангелот им рече на жените, не плашете се. Знам дека го барате Исус Навнатиот. Тој не е овде воскресно. Браво. Одете и идете во местото каде што лежеше. Па одете и кажете на учениците дека тој воскресна од мртвите. Матеј 28:6 и 7. Браво. Ајде.
Ајде, сетка. Исус воскресна од мртвите. Амин. Браво. Не плачеше горко. Една мајка следејќи во својот любен син, кој носеше верната храна. И тука од сите луѓе. Многу луѓе тогаш ја тешеа. Не плачи, жено, во седејќи стуваше мака. Пред луѓето тажно заплака. Мајката го слушна и слобен глас. А ги отвора своите наслобени очи. А Исус се доближи до неа. Тихко и рече, не плачи. Браво. Јуда раното узор, осуке се парламаки во храм. Дојде Јуда, парите ги паќе. Овие шенци, дети, каши страшно беше. Овие шенци, демете ги демете, те са венци. Демете ги побрзо, ошо е сапе ги демете коли. Браво, браво. Михаилче, ајде. Ајде, сетка. Ајде, Мишо. Исус. Браво. Опа. 3, 4. Навистина воскресна. Браво. Колку е убаво кога и најмладите заедно со нас се придружуваат на ова сведоштво дека Исус Христос е жив, дека е воскреснат и дека во него секој од нас има вистински живот. А ние ќе продолжиме оваа богослужба со тоа што ќе испееме уште една песна, бројот 133. Оваа песна исто така зборува за Христовото воскресение. Воскресна Исус Христос, ни кажува песната, а жив е, смртта славно победи. Жив е, од гробот воскресна. Жив е со слава обкружен, не води нас во вечноста. Hallelujah.
Јосиф сам во гробот близу таму, во много погреба, но настана ден чуден и падна каменот. О гробот Христос воскресна. Живе, живе, смрт славно победи. Живе, живе, од гробот воскресен. Живе, живе, со слава окружен. Не води нас во вечноста. Утредента пак жени на гробот отишле, но ангел кој бил таму и преко разкажете на сите за веста радосна. О гроб дојде, днес воскресна. Живе, живе, смрт славно победи. Живе, живе, од гробот воскресна. Живе, живе, со слава окружен. Не води нас во вечноста. А Марија во чудо пред празен стои гроб, го слуша гласот позна, се јави Исус Бог, со блаженство во душа, равуни извика, затоа го раскажа. Живе, живе, смрт славно победи. Живе, живе, од гробот воскресна. Живе, живе, со слава окружен. Не води нас во вечноста. Ке ме замолам да станеме заедно сите. Последната молитва. Но пред тоа сакам јас да ве поздравам и очекувам убав поздрав од вас назад. Христос воскресна! Небесен Татко, те славиме Тебе што го воскресна Твојот единороден Син и вечен Богочовек Исус Христос. И што ни даде од присуството и помазанието на Твојот Свет Дух. Така што и денеска да живееме со вистинска надеж и дека овој восклик, дека си воскреснат, не е само празен збор, туку ово плотено слово. И за тоа ние, Господе, тука стоиме и за тоа сведочиме со нашите животи и исто така, Господе Боже, со сето она што Ти нам си ни го дал за Тебе да Те прославиме. Те молиме сега во ова воскресение да не воскреснеш на каков било начин, што и да е умртвено во нас, што и да е мртво, што и да е заборавено, што и да е, Господе Боже, за живот подготвено, тоа нека воскресне. А сето она што не е наше, што не мори и што не влече наназад, што припаѓа на стариот живот и е дел од смртта, нека умре заедно за смртта да биде мртва. И на тој начин да сме мртви за смртта, а живи за животот на воскреснатиот Господ Исус Христос.
Така те молиме, Господе Боже, тоа да го направиш ти денеска за нас. Амин. Додека стоиме така, ќе отпееме и песната број 1. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бог Отецот и заедништвото на Светиот Дух да бидат сега со нас за секогаш тука низ годините и во вечноста. Амин. Повелете, може да седнете. Јас можам да кажам само дека да ве поканам да уживате во овој прекрасен ден на Христовото воскресение и да ве потсетам дека Црквата го слави ово воскресение секоја недела. Така што повелете на ова исто место идната недела повторно ќе се зборува за Христовото воскресение во 10 часот. И сите сте срдечно добре дојдени. А Господ сега нека ни ја даде оваа сила на неговото воскресение, така да одиме секој ден, не само денеска, туку секој миг што ни предстои од утре во нашиот секојдневен живот. Нека Бог на таков начин ни помогне. Амин.